Брчиме со Дуле нова епизода, денес сме пак со кумбата, јас пак сум нестрижен, оти пак ги слушам жена ми, мајка ми, сестра ми да не си стрижам. Реков, ајде гласајте, да го спасиме Дуле. Да, значи пул не направивме, ама ќе направиме сега еден пул и мора да се гласа народот против фамилијата, па да видиме што ќе испадне од цела работа. Кумбето како што носи редот? Како што носи редот, да си ги поздравам нашите најмили, што денес се сите тука, освен Елена. Зато ќе ја поздравам прва. Поздрав до Елена и разбуди се, порталот што не поддржува од почетокот. Тука ни се зад камерите. Кико Зезалица, да си пратите. Многу е смешно. Ако неките толку да се смеете, си пратите Мими со југото, помалку е смешно. Ако на плинти да. Ако видите во некој од видеата на Мими дека го поправа, ќе знаете дека го поправа кај Јоцо. Значи поздрав и до Јоцо Solution, нашите верни поддржувачи, и се излезат тука негде на мониторот. И сега да не брчам, пошто ја тргнавме емисијата со стрижени косата и така натаму, мислам дека веќе му е незгодно на нашиот денешен гостин дека збораме за стрижени. Да, може за да, коса. Може да му направиме некој револт. А ти кажам право и многу па и не му се думам. Затоа што нашиот денешен гостин е прво да кажам многу комплициран човек. И плюс вчера јас во 12 сато се мачам да пишам за овој комплициран човек концепт, а господинот Курт Топори во радоска и фајата на свирка. И хахара-хикири се мачам концепт. И плюс не можеш ти за охриѓанец концепт да направиш. Прво нашиот гостин, роден овде, фрлен онде, па бил скоро 2 метра висок, па не знам, завршил машински, па бил музичар, па бил комичар, па бил... И Јоцо е скоро 2 метра висок. Метро 50 скоро 2 метра. Шала на страна, денес имаме гостин од областа на стендап комедијата, ама се ова што кажа претходно е жива вистина, тоа ќе кажеме сега во емисијата. Денес на моје големо задоволство, а и на кумбата, сигурно големо задоволство, имаме охриѓанецот, потенцирам, затоа што ние битолчани имаме многу живеачка со охриѓани, Никола Братучец Силјановски. Добре, дојде бе Николче. Без В. Добре, најдо. Без Силјановски рекол. Многу се спремаше, вика вчера се спрема во 12, фатка и презимето. Так, Убо Милошевски што не ми ова дека ми изнервира јас да се мачам, а ти да уживаш, ме разбираш? На свирка да си одиш. Да Мораше. си одиш. Кажи ми, безбедно стигна до Битола? Да. Од кога направи Грујо Пато, ова ќе го памтам жимице, од кога направи Пато, почнав и да идам охрит, иначе джигер да историш беше попат, кола да искршиш, тркало да ти летни. Да, со така тркала беше. имавме многу пати, често. И заедно еднаш ни се проблеми. случи гума дупнавме. Да, од настап се враќавме и стварно смрт беше секогаш. Ама зато сега, зато сме позближени, посплотени некако. И зато груе во Унгарија. Знаеш што ми е интересно, иначе ми пушти Никола CV, тој е профи за сите си. пари, да, ми пушти CV. Па затоа имам комплициране човеко. Роден е во Риека, Хрватска, Да, да. а донесен овде да живее на Подкровје во Охрид, Во Охрид на Подкровје. Подкровје, машински инженер, свириш во бенд, Да. и скоро 7 години си на стендап сцената во Македонија. Така да не знам, може и нешто друго има што ќе го кажеш во емисијата за што те бива плюс. А ако не се лажам и ваљак за вар имаш фатено врака. Имам. Да. И има страф од десна кривина. Од десна? Да, од десна, не знам, зашто ќе прашаме после во... Не, прво не сакам за Риека да го прашам. Ајде. Са таму роден, живее на Подкровје, тоа некако не ми се вклопва. Па и машински инженер што прави стендап. Добро, кај се залюбија твоите на пола пат негде. Па вајда, не знам. То беше така, да, 89-та, дури све сјајно, супер и после почна калаши на сегде. И сега ти србин во Хрватска, мајка ми е србинка. То ти исто како ќе го прескокниме, така? Да, ете. И рекоа, вие мора да си бегате, да, ама ние имаме мало дете 2 годишно, ако ќе се снајди.
имаме подкрове за него и 91-во овдека Значи дојде. 2 години седеше таму. Да. Стар хрват. Стар хрват. А пасоша го имаш? Имам ништо. Се јави веднаш кај мене буста е многу. Ти, слушај, имаш право на ова. И се јавив на некоја си господја, малку на Л, знаеш? Оно знаеш. И кој ти рекол така тебе дека ти имаш право? Па викам, вајде тоа што сум роден? Не, тоа само во Америка значи, али немав уште муда да се јавам во Америка. И... Да прашаш во Америка. Не. И така. Тоа не е по моја желба и вина, ме остада и порасна. Да, јас реков да не беше терор и после 40 дена одма те однесе оти, значи 30 дена дома, детето не излегва. Ленонка, како тебе. Лична судбина делиме ми, па ја тешко ми е. Пути. Па татко ми е така во Полска роден. Бре, аман те што направивте? Моите биле бегалци, се родил во Полска и до ден денес нема документи, нема ништо. Се мачеше да извади полско државјанство или барем пасош. Тешко оди. Абе, колега мој од работа, бившата работа, исто, роден во Полска, изваде сега на 50 години. Тука е на жичката кога ќе почнеш веќе сваќаш дека си се родил на многу или твоите се родиле на многу подобро место и би можел да си на многу подобро место и си тука и тогаш почнуваш со комедија да се занимаваш. И јас беше, и со мене беше така и со него така. Па ете, имате нешто заедничко. Сваќаш намајта после живот. Ако не јас не можам да излезам овде. Ајде намајта. Секако. Пошто одма почнавте со заеднички работи, јас да одам на кафе, ако не, па продолжете со морето. Се смеам. Кажи ми, кога ќе пред да се жениш или после? Како бе со ниски удари вака? Бре, не е ниски удари. После хемотерапија. Тоа е реален проблем, треба да го разговараме. Како се осеќаш ти? Сега после 12-та во пржди да видам, не знам. Ше една е. Чекај, сега е во мода стендап комичари да си садат коса, барем така што знам, поздрав до Бојан. Така да. Не, мислам дека ако посадам јас напред, после тоа ќе изгледат на овој за осмоделенци што е заинтересиран Макс, знаеш? Кој? Педофил. Аха. Пример. Педо. Да, педо. Овде мене ми треба барем 2-3 квадрати да. Тоа Михајловски најово рече ги си ги пуштам, веќе ги си ги чешувам. Да. Па не знам, тоа можело од негде некое цврсто влакно, јас немам ни едно цврсто влакно, така да убо е вака. Убо е бемки имам, ако е убо за компензација тоа. Види, тебе ти стои да си кратко, не кратко, да си Кажи. да си келав. Вака како ќе ми изгледа. Јас не дај Боже да ми почне да ми паја косата, јас имам... Можеш, пример, може некој да ти донира цврсто влакно, пошто мене на газо многу ми се цврсто влакно. Да пробаме. Па може ги имаш газо коса после. Шмарди. Јас не дај Боже. Оти ќе ми биде голем комплекс, не ми стои кратка коса, не. Значи таква цела сум си стрижал четворка или нешто по она, сите ми рекоа не. Јас така живеев 10 на години, само машинка. И се рачина јас да видам келев. Од дома нема да излезам. Не е право на избор. Ама тебе ти седи. Од мене се откажа коса, вака само рече. Јас не можам, иначе имав долга коса. Имав долга коса. Секогаш косата се откажува кај луѓе што му седи да се без коса. Некако, не знам. На факултет почна прво овие за листоциве да ми се врзат со раменјава. Репчето беше, то не беше репче, тоа беше праменче, веќе ми се погустило тоа. Како Сашо Репо од бифето. На 78 пати, може да исплетам, разбираш? И го таман си го врзал и паднало репчето и дојдов. На факултет бев 23-4 години. И реков вакав Што копател да се студираше? застанам машински. Па Да, и застанав и реков сега или никогаш. И само ножицата так, после тоа одма на бричење. Тешко беше, да? И то толку пржеше, леле, мислев готов ми отсече некој глава, И вториот ден се акна во Гран Калодорев си ја пукнав главата. Мислев дека све е шарено. Ме врати тој оревот во второ оделение, не ја видов гранката. И така, и видот и косата се откажа од мене. Долга коса рече дека имаше, Да. дали беше долгата коса затоа што ти, јас дури сега разбрав дека свириш во бенд. Да. Значи не знам со тебе што не знам како да на кај да тераме работата, не знам. Што Музика, свириш? стендап, за стендап те викнавме тука, ма. Dead metal. Dead metal. Да. Да не беше случајно на Metal Discharge. Секако.
ова година. Да, значи мора да ги поздравиме Шизикот и Мацико За Антонио. прв пат во животот бев на Беше на Metal Discharge. Metal Discharge. Абе, како марсовец бев таму. Прво сите во црно, јас пример во портокалово нешто. Све црно беше. Вака се гледав, едно време шутка, јас снимам со ова 8-то бев оден. Снимам, то околу мене шутка, ме газат луѓе, вака, на сите страни. Ми беше како доживлеј многу јако и би одел пак, ама не би пробал да сум во гужвите внатре. А би ја слушал музиката редовно на regular basis? Не, ама многу ме бендиса, значи не судам никаква музика и му давам шанса на сите. Ме однесоа другари што слушат и гледав другари што пеј во бенд. Поздрав до Антон. И бендо беше, сега не се сеќавам. Нема да ми текни. Ама затоа Никола се сеќава на неговиот. Мизантроп бе. Да. Мизантроп? Да, Мизантроп. Екстра. Како е името на вашиот бенд? Сайдон. Сайдон? Да. Не значи ништо, нема никаква приказка со некоја баба што го изгубила ланчето, едноставно име како што е чаша. Чаша. Така рековме, да, сложни сме звучи, сите, да. да. И албум веќе еден истадовме, исто еден албум, сега го спремаме вториот полека, со сите оние пропратни сопки, па немаш пари, па Да, импровизираш, па не знам шо, па не знам како, да си некој, не знам, бенд ко Металика, тоа ти е работа. Така. А ова е некој си хоби таму негде. Што кошта? Секако, само инвестираш скапо хоби. Кај што не ваѓа Кога сте апсолутно бенд ништо. и дали си со другарите од малата во бендот? Брат ми е носител на бендот одамна, беа една постава, па се придружив јас како бас. Као небитен бас, мислам, Како басист, басо реално. небитен, басо е најбитен. Ама кој ќе го чуеш? Да. Кој ќе го чуеш, а што? Да. Друго свириш, не? Кој ќе гледаш мерак меана, ти гледаш те панаро таму. Не, тоа е тука. Да. Битен не е битен. Не гледам сега за сега. Не дека нешто сега за сега не гледам, иначе гледав па. Колку басисти познаваш? Не познавам. Кажи Еве еден тебе. гитарист, еден гитарист кажи. Имам од малата Еј, сега. ба гледаш нормално. Јас искрено Познавам познавам басист, доста басисти. Золтето од Вел го знаеш? Од битова се група ти е Вел. Вел, ги знам како бенд, ама не Тој го познам познав екипа. басист комшија, за со него пораснавме заедно. Значи ние за музика, за стендап го викавме човеко, 7 години си на сцена. Си патувал во скоро сите поголеми помали градови во Македонија. Да. И се и по населби ќе одам. И по населби. Во Да, Скопје сакаш некиш мораш по населби да одиш. Апсолутно, да. Таму е ептен голема работа. Да кажи ми, кога ти почна стендапот тебе, как настапи прво негде на некој посериозен настапи, имаш напишано шега по шега, мајта по мајта баш. си берев материјал Точно. и настап по настап и си Така и сумирав. почнавме. Никола Тодоровски, ја користам оваа прилика да го поздравам The Only One Champion. Рече, ќе си собирам екипа и објави на Facebook. Правиме стендап работилница, вика досадно ми е, сам не можам ово. Се пријавивме 11 души. Се знаевте со Никола претходно? Не, како помал јам одено на драмско јас, до некој аматерско драмско студио некој беше таму. И тие беа поголема група, тоаш беше сомнително лице, 93-та насител, Хит, со да. така натаму. И тие беа поголема некоја екипа и ние гледавме ко, не знам сега, моментално некој Джордж Клуни да поментува и ти го гледа, да те мирисна, може, во тој стил. Да те мирисна. Сериозно. Мирисна. И ги гледав јас тоаш ми беа многу јаки Стрезо Стаматовски, таа екипа, разбираш, Горан, да, Никола, сите. Горан, да. И реков, ова е то. Ali никој пат не сум знал дека ќе се бавам со тоа, разбираш? До момент кај што родителиве мои се откажаа едно време од сега сум бил до 8 одделение, кецаш, кретен. Мислиш дека имаш дома дете со аутизам, ме разбираш? Што не пробаја со мене? Ме пустија на музичко, кларинет свирев 4 години. Ништо, од 28 часа јас на 30 не сум појавен. Ме пустија на англиски, ме пустија на драмско се. Само драмското не е ради мене да речам дека се тоа некој сплет на околности беше тоаш, како и да е. И родителиве едно време кажа, ние се откажуваме од Креваме раце. Да, готово. Не помен вид чотек, не помен вид воз, не помен вид во сиропиталиште да го пусти. Ништо, викат, Ништо само не помен машине вид за ти тебе. бива.
Пушти го Пушти го на машинца. И од тогаш рекоа не си појќе сине си братучет за. Да. И тук Тодоровски ми го истаде. Тоа толку спонтано беше што еднаш во Нитро Цвај подкастот кој што го правевме заедно, така некако спонтано, роднино нешто, братуче, не знам што, и секој ќе му речам, ти, ова е то, јас кад не се сеќам, ме onda викам си бил пијан. Или злоставуван, не знам што е муабетот, битно, така некако спонтано да ја викам, па што може да е интересно, некој може да го сваќат како глумење. Не ми е ни гајли. Зошто баше не бе баше супер Никола Братучец и Леновски онака. Да. Се и презимево пошто ми е глупо го она го. Че друго ме интересира. Што е муавето со пица преселница. Леле, и толку спонтано излезе. Нитро Цвај уствари беше подкаст за тие што не знаат абсолютен импров. Имаме да. И лајнариме се што вика. Ќе видам нешто интересно јас. Или кроз неделата, или ќе види тој нешто и само ќе го запишам. Али ако го спремаш, импровизацијата е најголем непријател на импровизацијата спремаш. Мислам, тоа е во памет. Како се контрадикторно. Точно. Давам насловот, Тодоровски од неговиот аспект го гледат нештото, дали од страна на црн хумор, дали да се исмејуват нештото, дали да се величат. Имаше една епизода за пчелите се грабнавме, тој вика премногу се како возвишени. И мене разбираш тука, фајт, ајде сега ти чекај, застани малку. И било едноставно спонтано. И ќе остане, се надевам ќе го направиме, тоа е еден миленик наш, да речам. Значи имало подкаст, ете јас не сум за го информиран. Подкаст во кој што за кој што подкаст? Апсолутно. Колку епизоди функционираш? 74 или 2. 70. Не сеќам точно. Јас го гледав, дури спремав ти, дури се куро пецаше таму на свирка. Максимум што ми излезе по YouTube-от 50 и некоја. 54, тоа е прва сезона. Прва сезона 54 извадов. Мислам, да. Море ова сака во вториот дел да го збораме сега. Да, некако. Така, тоа едно импровизирано студио беше. Леле. Па и нашето не е нешто холивудско, ама си брка работа. Што е вашево е лувар, затоа кај што настапваме ние со вашата атмосфера баш ми беше мене окей, супер, олабаено. Сакам да те прашам, црн хумор сакаш? Да. Да, многу. Поштуеш кod црн хумор. Ти кумба нешто црн хумор? Премногу. Значи треба седниме на маратонски Дак Стенхоп да го изгледаме сите 6 спешали. Ама досега сум бил опресиран и осудуван заради црниот хумор во предходните работи што ги работев, така да секогаш кога ќе се даваш идеја за скеч за нешто, јас сум мојот црн хумор, бев по тебе земам. Значи не тоа луѓето ги се налутат, имаше отпор. Тука имаше отпор. До негде се во право. Да, апсолутно. До негде се во право, ама сега на интернет Пошто е преплавено со црн ама хумор. тоа нешто одеше и сега луѓето стварно што се со физички недостатоци самите си прават црн хумор. Апсолутно. И тоа е општо прифатено моментално. Ама телевизијата дава друга сериозност кај што стварно можеш за многу малце ако кикснеш да биде проблем. Али најбитното е секој стендап комичар што работи црн хумор, да речеме за disabilities, никој не се исмејува на то ти зошто си таков. Точно. Така. Се исмејуваат за некаква случка, за самиот поим, за самото, затоа што ниедна публика нема да рече, му се смееш на тој што е безнадзе таму. Точно, или за осудувањето кон нив ги смеуваш луѓето што ги осудваат. Аголот мене последното битче од мојот спешал ми е таков. Такво е битчето и за снимањето на спешалот, пола публика, мајка ми 2 дена плачеше, нормално рече, леле не можам да истам, зашто си толку ретардиран? А се смееш, викам, ама се смееш, има да... Па знам, и сега се смееш, ама со гилт. Со гилт. Не можам, не, викам, се смееш. Млада публика за црн хумор се, мене досега на настапи што ми се десило, во Неготина рече, викам, доста е црн хумор, доста е, а уште им е смешно. И тоа кој ќе го видам јас, и тоа кој ќе се отворам и сакам да видам до кај е лимитот на нечива фантазија, али пак аголот за тоа не исмејување заради некаква си последица или некој нешто што нема. Ма тоа е јасно дефинирано дека тоа е така, само луѓето како ги сваќате работите, тоа е веќе друга проблематика. Кажи ми, со Нитро Цвај почна или почна стендап на сцена?
Не, кој ти беше? не, Нитрот сваја отпосле. Отпосле? На прашањето кај што заминавме веќе пред Кичево, Да. за стендапот беше случајно, јас сум сакал да бидам на сцена. Ето. Лично јас не сакам, баш така сум си го размислувал, не сакам како, например, еве, Цацко, кога беше во едно видео за Хитлер, кој прави муабет, тој еден импров во 15 минути, мене Да, тоа ми да, се да, врежало, да, зашто сум да, пораснал да, со да, тоа. да, Јас не сакам можда да сум таков, јас сакам, а кој ќе сум на сцена, да се напред некоја интимна атмосфера и 20 души да се. Да, Мада што може да кажам дека со 20 души толку било интимно и било убаво, за разлика од имаш 100, 200, 500, пред 750, 800 души сум настапувал без разлика. Кај што пред 20, 30, 50 души, па и 100 некогаш, не морам никаква цензура, Многу е значи битна сите црнила интимноста, од мене мислам, можам да ги истам. Пошто помалце луѓе ги го сеќаш кој на што се смее му ључиш карактерите на сите Да. 20 души во публиката. Сакам да се поврзам, А 200 души тоа е комерцијала. Да, не може Тоа е да ги- гласо на рајата. Мораш малку да не е селф цензура, значи ти не се цензурираш, но ако нема реакција, Точно. конташ дека мора да Точно, точно. Еј, тоа е со Да го најдеш со нивото комедија. на комедија, на Да. хумор на 700 души е Да, многу да. пониско. Имат по сите комичари што сум гледал, а прилично гледам многу интервјуа, не е работата да се спаси вечерта, не е работата ти да заштитиш некого, но ако осеќаш дека пример на тема секс, сите се врзани, не мораш црн хумор. Не е забрането, не мораш. Да, да. Многу едноставно, ја го осеќаш реакцијата. Од еден до друг кафич, од еден до друг град, различно се реагираат на одреден материјал. Јас во еден материјал за сопругава моја немало кај, например, тоа ми било сейф бит секогаш. Кај да излезам, знам дека барем 80% дека тоа би поминало. Невино малку материјалче, нема ништо, не опфаќаат, ха-ха, и тоа, ова, она. И во Беро ми рекоа дури ова, абе, ова тоа со жената, тоа не ти е добро. Прв пат. Да? Викам, шо ви е бе, шега е. Па да. А на последното тоа за жена без нозе, уи, тоа беше добро. Викам, зашто обратно све ово? Така да ќе нацепаш на све. Ќе се најдеш во секаква ситуација. Никој искрено, јас многу години се мислам да почнам да се занимавам со ова. Ние исто Да. работевме на принцип на импровизација, знај Дуличо какви ни беа представите. Зборам посебно за настапите во живо. Идејата се сосема друга работа. Настапите во живо, импровизацијата, нешто што стварно те исполнува, пошто осеќаш дека го градиш во моментот и луѓето се пред тебе, реакциите нивни. буди вади некој посебен адреналин знаеш во тебе. И се осеќа. Точно. Многу Да, се осеќа во али атмосферата. стварно треба многу работа. И само малку туторијал, само ќе те прашувам, како почна, како свати дека сакаш да се пробаш, дали го памтеше првиот настап? Обично најстрашно нешто за стендап комичарите е првиот настап. Да. Работилницата направивме и ние почнавме, односно Тодоровски имаше идеја по 5 минути. Скиних добри 5 минути, напред да биде смешно, да биде интересно, ќе правиш 10. За разлика од колеги што гледам по Србија, па и кај нас, понагло некако, не знам, мене лично тој концепт за 5 минути ми е сосема доволен. Така. Стигни до ние па цела екипа, ќе ги поздравам Зоран Донев, Илија Богдановски, Јован Цветковски, ние сме почнале, како што реков, бевме 11 души. И полека гледаш дека дали се од обврски луѓе, дали се од приватни причини, здравствени, без разлика. Ние сме Потоа се гледа останале колку го сакаш. 4, да. Ние четворица сме останале 4 години по 5 минути. Кој ќе си ти комотен на 5 минути, тоа значи дека вистински можеш да ја владееш атмосферата, тоа што 10. Па 15, па ето е шега по шега. Да. Сме правиле 15, 20, али цело време се впушташ во жешко. Непозната публика, да осетиш, да видиш. Значи прво се вежбавте меѓу вас, групата слушаше, пратеше. Джезин култниот кафич во Охрид клуб за стендап. Кај што публиката е веќе толку истанчена што шеги како хаха јас му реков на тој ми свирна и тој ми рече чао и Не врват. Не врват. Не, шега која што е конструирана со сите, како се викат, елементи на како што треба шега да звучи, тогаш да. Иначе нема повеќе. Добро, нема вие повеќе. го кревате левелот, ме разбираш?
ако сте вие таму, да не звучи сега ние некои стандарди поставуваме Не апсолутно стандарди. види Амерички ова. и поставуваш Касли. Посебна секој наука е моментално. Да. Ти со секој настап поставуваш некакви, ако си подобар во секој настап, Да. криваш некој стандард, криваш Меѓу нас сме правиле муабет, например, како би требала една вечер да биде добра. Ти како комичар, перформер, шоумен, шо и да си, јас не знам некој дали има задоволен да рече леле вечерва готово. Затоа што како критичар го гледаш. Така. Не можеш ти да можеш да речиш и ќе се осетиш добро, но ќе те праша некој, нема ти искрено да го кажеш. Аз барем не знам некој што рекол вечерва, тоа е тоа. Губиш, зашто мислиш дека си се надминал се, ма нема врска, тоа секој пат може да биде подобро. Тоа е што секој, ајде за комичар ти кажам, тоа е секој пат она одназад, што ти викате секој пат требаше да биде. Да. Тоа е еден доказ, јас мојот спешал првиот пат кога го гледав, некад малку себично, преако. Викам колку добра вечер ова. Вториот пат, трети и четвртиот пат на 10-та минута го и никој пат не ме го гледам веќе. Затоа што тогаш билото, сега сум во апсолутен кредит, викам ти си Да. ти си смешен, не, викам душичка моја. како се пише материјал за стендап, бе? Јас не пишам материјал да седнам. Ќе ми дојде сега некоја шега попат, телефон, црц, после пак и кога Да, тоа е процес. лопи, Тоа е процес. Ти сигурно Да. во еден ден нема да седнеш да го напишеш за Да. следната турнеја. Не си некош под притисок да напишеш за тогаш и тогаш, не. Сега пред неколку дена, да речем, имавме таков настан. Во 3,5 го завршив, би четов, зашто го верглав цела недела, горе-долу како требаше, али за да му направам структура, да има некако флоу, за да не е само нафрлано, го напишав на еден лист. И ме фати 3,5, а во 6 требаше на пат да заминам. И од пат се вратив во 6 и во 7 веќе одам да се местиме опрема, 8 почне шоуто. Некогаш мора. И плюс кога е нов материјал е осетливо, ранливо за Да, сите, да, не знаеш да. како ќе помини. И тука ако е веќе атмосферата крената, имаш уште импровизација и то нема од крај. А иначе да седнам на пример или на тема, некој да ми рече тема. Мислам дека Да, ќе тоа ми беше ќе прашање. направам. Добро, супер, али тоа не е мое. Мене, например, јас не сакам да сум некој конвенционален комичар. Да, сега пали това за сексот и за вегетата. Сега и затоа ќе пишем и сега ќе барам асоцијација. Не, како што ми иде. Дали на некого тоа му е смешно или не, стварно не знам. Сега ќе го месец февруари, мислам дека ќе биде 15, ќе го објавам мојот спешал материјал Биполарен браточет. И се викат биполарен затоа што никако не е поврзан со ништо. И пробав да избегнам некој шаблон дека сега ова мора да е вака, не мора да е, зошто? Не мора да е така, да. Си имаш Фристайл, своја замисла, да, буквално имаш своја фристайл. замисла. Затоа и на Инстаграм имам 520 фоловера, ме разбира, Да, зашто правиме не некој муавет е дека нормално. сакаме природно да оди Да, сето, апсолутно. и по наше видување, по наша желба и по тоа што ние сакаме Да. да го правиме. Не можеш ти да му погодиш на сите секогаш, Да, никогаш да. не можеш да му погодиш. И баш ми е мило што си го тераш твојот филм, заедно со групата, со Никола и со останатите Зоки беше. Зоки, Јовче и Зоки, Илија, Јовче да. И Филип Ангеличин Жура, значи тој ти е плоча 14-ка за цел стендап и за све Жура е легенда. Битола како Филип поминавте? Јас ти кажав, пошто одам на фабрика втора смена и не можев да те посетам. Аха. Како поминавте во Битола? Како изреагира публиката? Кој е твојот впечаток за публиката битолска? Било предизвик да не да ги насмеш, него ми се десило неколку пати кај што настапувавме во камарите, баш оне батулет вака со нога да влезе во вратата внатре. И ќе го јас ќе напишам појаки шеги од овие излегле, разбираш што сум го видел, сум го посведочил. Било предизвик да насмеш. Не, тоа не значи лоша. Тоа е многу диаметрално различно што значи лоша, зашто лоша публика нема. Тоа не постои. Да речеш ти публиката е срање и затоа мене не ми успе. Не, ти си тој. Треба Ти си да возачот на автобуса. автобусот. Должина е, да? Па апсолутно. Али имало и прекрасни настани. Особено јас многу сум се поминал во театарот во Битола. Дали било отварање за коле, Никола Тодоровски, значи ко опашка сум него, нема да откажам, мислам она да речи, дај ме мафни се три да ми рече некој. Не, олабај ме човече, нема шанси, да. И в театар, не знам, 15 на пати сум биден овде. Опенинг как 10, 15, 20, од прилика било и можам да речам дека било стварно. Кафичите можда
Не знам зошто не се погодило до тој степен да би. Можда па некој убаво си поминал, не знам. Ама то ми беше муабет од мене, ти викаш во Охрид имате кафич за стендап. Да. Ние имаме битола кафич за стендап. Мислам дека не. Немаме. Мислам, се прават од време на време тек. Се прават стендапи, ама тој ти вели таму е резидент стендап. Еднаш месечно се дешават или летниот маратон. Значи 21 ден ти имаш секоја вечер стендап. Англиски, српски, ние сме јас лани правев соло, нов материјал спремам сега, чисто да видам колку е и тоа е па мислам дека е најголем во Европа. Имаш фринч, ово, нали тие се сите мешани креативни настани, театар, па циркус, па некој ќе жонглират, па стендап. А кој го организира? Никола Тодоровски и Филип Ангеличин Жура. А колку трае подготовка за стенд, например, колку време се пише текст? Материјал, то не е текст, само материјал. Јас за мене можам да ти кажам. Пак ќе ти речам, не можам да ти сега и знам. Значи цело време си бериш, да. Цело време. Кога ќе е готово тогаш, не се форсираш? Не. Еве имаме на пример настан кај што сме 5 души сите, тоа значи 10 до 15 минути имаш секој да си пробаш нов материјал, комеди джем. Так. И тогаш гледаш на пример шо пали и сега тој материјал ако не е добар, еден материјал никој пат не може да биде конечен, да речеш овај и готов. Секој пат може да е подобар, повозрасна публика не мора да го исцрниш толку, не мора толку да би, не знам, експлицитен, кога се и тој го моделираш. Зато спешалот се вика специјалната вечер кај што тоа е толку многу поминувано. По Америка се комичари по 300 дена на секоја вечер ти да окажеш. Да. Па сакал нетел тој сат. Али процесот измеѓу е и гаден малци. Рачено имаш ти сат и пол вечерва, пола сат не може да помине. Некако и зато следно и зато го снимаш, јас го снимам аудио, некогаш и видео за да видам шо публиката и во кој тајминг можеш да го сгрешиш тајмингот за да удриш на пример панчлайн, да ги фатиш како волер. И не поминало. Едноставно не поминало. Так. Другиот ден го закуцвиш тројка и одма NBA ти дават фала дечко што си тука и тоа е тоа. Види најтешко, јас секогаш велам дека најтешко е да насмееш човек. Значи да го насмееш човек е најтешко. Па, Ти си човек што се смеи често, што сакаш повеќе типови на хумор или не знам си кон некој посебно па да, апсолутно. енглески хумор дали сакаш. Да. Рики Джервеис малку да бев на ова беше многу интересен момент беше Џими Кар беше во Скопје. Да. И Колешка моја беше. значи тоа е 20-30 години на сцена, значи таму немаш фатка. Значи некој што е 30 години во бизнисот може само да ти се бендисат или не. Али дали е добро, тоа не значи не стане. Види како излегов надвор. Импресиониран, гледаш легенда лик, 2 сали филхармонија распродаено, се партали, one-liner е човекот. Значи, фактички кратки шеги во еден здив, ајде, некако. Излезе едно батуле на ова надвор со таков брк за малолетнички и некако така се намести малку во позиција и рече многу ми е генеричен. Што ти е генеричен батуле? Џими Кар му бил многу генеричен. Некако така беше. И реков, добро, сега пред јас овде да ти ја салепаме. Да ти ја салепаме. Да, тоа се одма на 58 години, разбираш, технолошки више. И викам, добро, така му е нешто не генеричен. Џими Кар не може да биде генеричен. Џими Кар е шампион. Да го потребиш. Бекхенд овде да му се направи таа белата минуска, дори сме изледи го фукаш. Ти самиот говор те иритира. Ма то плюс, али сега да не ствараме дистанци. Така натаму. Црн, хумор, од шега за шега, од шега за шега. Партали беше вечерта. Браво. Али знаеш за кого идеш. Тоа е брендот. Тоа е веќе брендот. Знаеш дека овој таму кај што некој може да каже ти многу гадни работи. И пак да ти е смешно. Знаеш мене кај ми уште мозокот? Зошто имаш страф од десна кривина? Да си ќор. Баш десна на десното шо? Лево знам, десно не знам. Знам дека немат логика, ама многу работи немат логика. Режија да прашам дали треба да правиме една пауза за джингл. Режија вели да, а пред да ја направиме паузата, кратко, сакам да кажеш кој е твоето мислење за свадбата како манифестација. Трезен кој ќе ја поминиш. Сите тие непотребни Како адети, да не пиеш? Не.
Алкохол не. Само на вода си. Вода. Општо? Комичар на вода. Да. Секогаш? Не по пола. Некогаш, да. Чудно ми е да ми рече некој не пијам, оти јас не пијам. Фул тајм се занимаваш сега со комедијата или час. работиш и нешто друго? Пошто многу ретко кај нас кој може да живее само од Што не работи, ти кажав, се што лагија. Да работам. Дома како те трпат тебе, бе. Абе, можам да работам све затоа што ме трпи жена ми. Кога Па нема сега ме тоа да трпи правиш жена жена ти ми, како те едно трпи, само бе. ќе правам секако, разбираш? Она и ќе љупам сончоглед, фасади ќе правам нешто, али тоа би било само една. Сега дури е во ова све, со све, дури се гледаме по 20 минути на ден, дозволено е сега. да, Уште сме млади, се сакаме многу Да, и така па да ја поздравиме за нејзиното разбирање, оти тоа е многу битна ствар во цело. Да. Работа што ја правиш. целата тоа е поддршка. Затоа што и јас ја осеќам мојата поддршка, мојата сопруга да си ја поздравам. Стално ме поддржува, Со и ме сукало. трпи. И Дуле. ко не сум и ко сум. Ќе барам нешто. И мило ми е Секоја емисија сум сведок како ја купува сопругата, веќе ми е Да, ово е веќе оној лижачкиот дел. Брат, така морам да побарам нешто после дома, иначе како? Значи, Барем си бараш јавно. јавно барам од Да нема тука. Шо не барам лошо нешто и тој бара и ти сите бараме. Не, ама да не е после, ама ми рече, ми подрече, не, ќе си види, прашано е на Видео дока ќе телевизија. си види, сега и тој ќе си види. Оти види ме доле. мене, види ме мене. Аха. Обелен сум целиот, затоа се стрижам, не оти за нешто друго. Тогаш, јас ќе го затворам првиот дел од емисијата, пошто сме веќе зрели за пауза. Да. Пошто од кого знам, од кого видов во првото стендап клипче што го најдов од тебе, па до ден денес си викам, море каков клип ќе беше да имаше коса. Така да најавувам нешто што носам јас тука една многу ба коса за нашиот денешен гостин, а вие после рекламите, после паузата ќе видите гостино во вториот дел ќе ни збора само со коса. Се враќаме после джингалот, после паузата за джингал, чашите ни се наполнати со швепсче, Аз на чаша намум столу наму нема. столу, одма од продукција ни ги наполнија чашите да не ни се празни. Како што можете да заприметите, нешто ново имаме во емисијата. Гостинот од Без коса се префрли на коса. На алергија. Да, ама не го форсираме цел втори дел емисијата да ја носи, ако не сака, може да изваи кога сака, кога веќе го видовте, ама и не ти стои лошо. Не да ми видам стои. лошо. Со, знаеш како се осеќам со ова, ондека кичево да ти се дупнит гума и да не сака од кола и да не сака никој да застане да ти помогне. Кога ќе те види вако, Да ја истуркаш сам и дома да те чека да ева на фактура дека ти имате изгасено струјата, знаеш? Млеко да ти се истури со мед, да не можеш да го истеш не со оние, како се вика оние јаки непросмукалки бе? Со кирби. Кирби, леле. И да треба ламинатот да го откопаш и филц да не ти стајат и да смрзниш цела зима заради ова. и па тогаш не ја носи цело време. А? Ќе извади. Не, само е стопли во ќелјаца, а сега не ја ваѓам, што сака гасете нека. парно овдека, сега не ја ваѓам. Во првиот дел ми подкажавте за подкастот Нитро Цвај, ама не конкретно не кажавме сега. Ја терате втората сезона и ја терате втората сезона. Не. Или сте Не, застанали? моментално заради обврските ќе подистам, не, вака ќе ја наместам горе за вака посериозен. Емо братучет. Со првото. Супер, не, нема прво дијака. Речи го шо, не. Ќе ти направам сукањци дури да завршиме со шо, сега напред на коска. Ако те мака сукањци плетенчија направи. Дека го себе го најрибина опашка. Да. Ко овие женски кои ќе се замисли за нешто и ја ќе мотам, кај Или ако има симпатија во моментот тука некој што не симпатичен и тогаш вака прати. Јас со бемка му правам така. Ние никој имавме школска, Ја копам бемка. кога Кој ќе ме бенди со ќе испитваја на училиште, имавме школска што кога ќе паничеше вака, Леле. си моташе и си ги кинеше. Цели туфки. Да, така се погоди испитвање до 4-та година, до тука се океле и после почна од назад вака да си пушта, вака да си фрла крка. Петка не доби. Џабе косата ојде. Нитро Цвај заради состојбата, обврски и така натаму, мораше да го паузираме малце
имаме некоја и замисла со Тодоровски дека ќе го застаниме за секој пат, нема да се деси. Јас мислам нема. Еден интересен момент рековме сега ќе паузираме, тераме и после 2-3 недели вака се видовме и онај Битолски она течеша газета, викам леле, викам ми се прави троцвај, викам ајде. Али мораш, значи тука е фамилија, тука е работа, тука се обврски. И ова би било нешто, некој капаче на сите ствари, затоа што таму мене лично душата ми е така отворена. Да, бе, да. Не морам ништо да пазам, али не и сосила да би. Се осеќаш тој што си. Премногу. И гледав коментари на неколку видеа од оздола кај што вашите фанови барат. А извајте по уште една епизода, немој да еден имаше напишано нерви кинам кој не гледам ако не извајте или било како. Така да значи ќе остани тоа во игра за некое подобро време, кај што ќе може да имате време. Имаат хардкор фанови кај што јас го зафркавав еднаш како Олев, на еден настап одевме во ГТЦ во Скопје, на паркингот долу ме рече. Ајде, јој шо бе, што правите со ни ќе не зашлякате тука по една, викам чекај маце, не е така. Има, многу ми е драго што има неколку тројца наши се хардкор фанови што следат цело време и ајде, абе викам ајде, ама неки. Да, време е треба. И ние се мачиме во наводници, се мачиме со време и со емисијата и со нешто ние што сакаме друго плюс да го правиме. Преби да е квалитет него да е квантитет. Затоа што ќе го истеш на мускули или тоа се осеќа на сите домашни проблеми, работа, кариера и така натаму ќе го истеш на мускули, али нема потреба само колку да е, пошто многу од денеска одработите, само колку да е Да. Тука. Не, или е тоа што треба да видите, или не мора да видите. Сакам да ни кажеш за твојата турнеја. Ние се преку Кико се договаравме, ти ноември ја имаше. Да. Ноември, требаше декември да се видиме, тинтири, еве дојде февруар. Кажи ми за турнејата, ме интересира многу како си помина. Си беше самостојна турнејата, е братучет. Играше во многу места низ Македонија. Да. Вака како заврши турнејата, кој си ги сумираше, сигурно сумираше ти. Да, апсолутно. Како си помина, што си помина, колку си задоволен од нештото и кажи ми нешто повеќе. Од 104 каталјони. Значи тоа е еден од толку прекрасни искуства, доживувања, значи да си сам од почеток до крај. Немаш овој во некој што не ни знае. Значи не ни знаат кои се дешавало да се ескалират публиката, па јас сум одговорен, јас сум, што реков преска, возачот на автобусот. Дали е патот излупан или не, автобусот е нов, мора безбедно да се стигне. Предизвик беше тоа беше еден интересен момент пред да почнам да звонам за турнејата, ми го хакна Инстаграмот. Во моментот на брзина што можев сите. И пак 10 души бе. Викат, кој си ти батулец? Али си зададов себе си, град на Google, кафичи, апсолутно никој што не познавам, не барав никој да звони да ми заврши работа, едноставно сакав сам да се втурам. Се сам си организира? Сите настапи сам си ги организира? Да. И, значи, уште сум го кажал неколку пати, сум премногу благодарен на сите тие газди од кафичи, сета таа публика која што даде шанса мене, са себе треба да дојде пак Рики Джервејс во Велес во некој кафич таму, разбираш, него што ми даде шанса едноставно да кажам, јас сум ова, јас имам ова да го кажам. Имало напети моменти, тоа е се дел од шоуто, имало роустање, тоа на дофрлање, англицизми се користат секако. Али беше на лист, напишав све дел по дел. Значи од 50 пати што сум звонал затоа што од еден град ќе се јава, ние не правиме тоа. Fair enough. Некој викат, ние не сме правили никогаш, сакаме да почнеме. Пробаме, да. Со тоа што било пониска цената секако, затоа што тоа било шанса кафичот да рече немам што да изгубам. Да. За тие пари дури веќе овие што се тезга бендој се секако присутни. Зел еден кахон, другиот чука по глата и тоа е журка. Да. И функционира. И јас си зададов 50 до 100 души публика. Значи тоа е многу далеку од сали, не сакам да се впуштам во нешто па кај што не сум комотен. Се пуштам во нешто кое што сум комотен и да речам, јас сум овој, еве постер, еве едно CV, еве кој сум јас, еве едно видео, ако ви се допаѓа, значи сето тоа, цена, време траење. Некој, например, многу интересно беше,
се смести во Виница, во хотел, кој што даде прекрасна цена за седење, затоа што се свесни. Така, Ме разбира се свесни. Ама не се Кој сите си ти, свесни. батулец? Нема врска Кој си ти, од кај си дојден? Али беа стварно и таму затоа што ми беше да речам за возење сите градчиња на Делчево, Берово, Македонска каменица, Виница, беше по 1 сат возење сегде. Овде по Косирака и Берово вечерта -8. Да, верово, не. Настапиме во кафиче, значи мора да го поздравам Pub Middle, валјда беше, нека простат ако грешам. Толку беше ладно вечерта. И на оне на плински топ. И јас викам добро вечер, ова погласно од мене и мораше да го изгасе. Пингвини умрени имаше во публика застанати. Колку беше ладно вечерта. Али тие што беа во се наполна кафичот, имаше Почне мишки, дишење, кондензација и се стоплив. На тоа ладно мишката како сталактит паѓа. Да. Тоа не е атмосфера, тоа е преживување. Некој се смети треси вилица во моментот. Многу јако. За разлика од не знам кај што Виница во Хотел Парк беше топличко, па оние речи го поховани маслинки. Едно заваđe Друго е. мезе. Да, првиот непријател на стендап комедија, јадење. Да. Па сега ти јаеш, сакаш некоја телешка и некој таму, разбираш, зелка овде останата, ти му кажеш, слушај, мене што ми се деси денес на работа, Да немаш поминато, зато не знаеш како е. Ние Австралија на турнија игравме во кафани кај што се јадеше и сега тука се дешава некоја сцена, ајде со стендап можеш да го земиш дешавката да ја земиш на сцена. Да. Ма тука се дешава веќе некоја сцена, значи има сценарио и слушаш. Уште набира, корона уште една на 15-ка. Носат и почнуваш некоја тивка атмосфера со вилушки, ножа и тука удират. Значи многу имаш дистракции. Многу, зато го сватив што зборам. Многу е страшно. Било, али не можеш да му речеш некој не јади. Да, Не можеш да му речеш, сум пробал да ги избегавам тие кафичи, али некој пат едноставно таа ти атмосферата за работа ти вика повели. И турнејата заврши со снимање на спешал, ете ајде да речам така. Тоа беше во Охридски театар на мала сцена во Охрид. И можам да кажам првиот комичар со спешал што влезе во дупка. Седнаме со сопруга, викам, ќе се носи ту курац. И што да речам? Викам, ништо тераме се. Се си се плати, да речам, прекрасна организација, секако Тодоровски, Филип Ангеличен жура, да не беа, немаше да се деси. Премногу искусни, премногу внимавање на детали, премногу све, за да стигнеме до ова нешто. И дека е тешко, не. Сега, отпосле е малце заебано. Сега дали ќе помени, тоа е првиот пат, сега тоа е другиот страф. Дали ќе го примат, светски комичари се паѓани во депресии со месеци. Дали е подобар од следниот? Дали овој сега е подобар од претходните два? И тоа е... Ама тоа е веќе кога ќе навлезеш и нема излез без. Соло кариера е ова. Може да имаш кога сакаш продукција, не знам какви адвокати, не знам што ти си тој што е горит и тој што добива. И си Добро, тебе одговорен. целта не ти беше од турнејата ти да спечелиш пари, тоа сум сигурен. Апсолутно. Целта ти беше да си го оствариш сонот што си го имаше. Да проба и да се пробаш. презентира, се докаже да го видат луѓето точно. И во следните неколку години пак ќе бидат кафичи. Тоа е според мене најинтимното место кај што јас лично сакам да се врзам со публиката и доколку истата е расположна за тоа, а не се вреѓаме, јас не сум да идем таму во, не знам сега во Берово таму слушај ти сега коњ. Да, Не. апсолутно. Него ако има некој имаше се застане на човече, ме види, јас си прамував, тој ми зборови мене. А има така ти зборал некој дури. Ама да ти влези во конверзација со тебе, дури. Да. Да, не само Викам, да дофрли пример. Сега не знам човече во некој универзум беше, не беше присутен во моментот и си почви да се му прави муавет, викам, абе, стрико, викам, шо си по професија, ај сега, види ко си тука 20 минути ми правиш муавет. И јас заборавам моментот дека тој масажер, јас го заборавам во целиот, тој имам битче за тоа. Викам, сега ќе ти споштувам, седи тука. И ние си правиме муавет, викам, напиши на едно ливче, утре ќе дојдам да ми кажеш све. Олабај се му викам сега, застани малце. Нема шанс. И слушај, сега имаше таа жената што беше таму знаата, нејзе трактор изгази и се плугот, камионот, компирите. Не викам, батолец, ова публикава стои, мора да јас да го исхеднам. Да. И али имало и тоа.
малце околу. Имало малку и така Да, батулци. терести. Стварно, сигурно некои на настап чудни реакции, Да. Да. некој да се навреди, да стане тука, да се... Навредени не. До сега не ми дошло да ќе користам. Ако некого сум навредил, ќе се извинам, но не се трудам. Некого да нешто. Не сум јас тамо што треба суди. Јас сум комичната страна, што може да имам екстра фантазија или може да малце Значи најлошо што може да храброст. ти се деси е да не реагираат уствари. Да. Тоа е еден пасивен отпор кај што едноставно ти мора да ја адресираш што не чини, бараш материјал каде, дали може да публиката е вечер поќе расположена за краудворк, она да работиш со Да, нив. да. Дали може да е во Охрид, например, јас лично имам приметено, не сакам многу ти се. Јас дојдов да те видам тебе Да, не ме ги и бе. да ми кажеш што имаш ти да ми кажеш. По Источна Македонија беше, тие си дошли сами шоу да си направи Значи на одредени места. сака публиката да учествува во ајде да речем. Да учествуваат, али да се покажат. Да се Го имало покажат. и тој момент малце. го има Петел секогаш. еден сега. Да. Али Да. со тоа што сум јас осветлен и Е, ќе озвучен. видите, сега јас сум појак од комичар. Да, кој си Да ти? се истакнем. Да. И тоа е дел од шоуто. Точно. И тоа е дел и не е лошо, не можеш да се бориш ти против тоа. Напротив, ако си доволно добар, искусен, не знам како да кажам, може пак можеш да се врзиш. Али со пијани публика, Не, тешко е. Види и културата на стендап и на самата публика не можеш да споредваш сега. Да. Со култура и сцена во некои други земји, со кај нас. Ти велиш одиме ние во кафичи сега во Берово има или во Битола, небитно, во Битола да речеме има 2000 луѓе што сакаат додат на стендап. Да. Од тие 2000, 200 ќе има што не разбират концептот на стендап, ама сакаат да одат. Да. Сега Србија има, ако не се лажам, многу развиена стендап индустрија, ќе ја речам, Да, зашто да, таму има апсолутно. милион, мислам. Чим влегла продукција во целата Да, таа, значи да. веќе и кешот тука е. И Македонија, не знам, имаше едно време турнеи, ако не се лажам, Игор Џамбазов со кој беа таму со други стендап комичари, ама тоа замре. Стендап Македонија. Замре Ама и- и сега има нон-стоп, сите се Има. на турнеја моментално. Сите се на И турнеја. Маријан, Бојан, Атанас, Тино и Тино, Атанас, сите се на да. турнеја. Да, искрено мене ми е криво што медиумски не гледам тоа дека е покриено. И дека не се пише и дека не Не, се сами си се рекламираат. Не мора. И, ова е мој став. Ова е мој став. Значи, кој што сакат сега новиот медиум да не иде Инстаграм, Јутуб, кој што сакат да си да аплодираат својот труд, стил, став, бренд и така натаму, не мислам дека сегде во све мора да е све, затоа што како што гледат интерес, сега јас лично, јас овде, не знам, пелистерка се стои зад мене. Ова е соло спорт. Јас сум онај, како се вика, дворскиот шут на царот, што му кажи, ти ќе умриш кај да е, зашто имаш многу непријатели. И овој се смеи на тоа, ти му ја кажеш вистината. На некој начин, театарска форма која што е, затоа е сарказам, затоа е иронија, затоа е црн хумор. Една реалност низ некаква призма да тоа е поубаво само спакувано. Да. Базично затоа јас така го разбирам. И се не мора да имаш политика, не знам, спонзори. Кој не е интересно ти политика да имаш. Мислам, окей е да боцниш, ама тебе да ти е темата, ти да чепкаш политичари, политика и функционери, веќе некако како да испари тоа. Да. На луѓето му стана мачно, дури ни комедијата не му Тоа што интересно за кај нас политика. тоа функционира е пак жалната вистина колку луѓето се овде обседнати со политиката, не треба. Јас не работам политика, имам едно многу кратко битче во вториот материјал, затоа што трафикот на информации на дневна база е многу мал. За разлика од Америка имаш еден е криминалец, друг е глумец, еден е педофил, овој другиот, не знам, таму е заклал сестра му, овој е отворил војна во Ирак и имаш со што цело време 24 сати да се работи. Ама и таму се Да. гибат живо и диво. 450 милиони колку и да се кај нас шо Груевски дека одеше како шатка, ова другото аутистично замина оттаму, ова другото се сопна и Пиперкар некако и слично. не импровизација него да го имитации. Да. Ама Јас имаше и не доста хумор имаше поврзан со нив и веќе затоа велам како да се издиша тој. К15 го исцеди како Крпа, но не че е ови. Да, ама и после сега- 15 имаше што правеа Да, мајтап за тие апсолутно. работи, така да и Имат нас секако уште материјал, лично јас не сум комотен таму да сега роварам по
политичари. Не ми никаков предизвик, напротив ги цинизам со игнор им правам. Да, не ги пратиме. Нема Веќе акцент да ги новите ставам на генерации не ствари пратат. што се да. На која публика ти сега ги му кажуваш за политика, ако децата родени после 2000-те не се интересираат. Да, Може да, и знаат кој е премиер, ама не знаат ни кој е министер за шо, ни кој е за заменик да не збораме. И за што ќе правиш Да исто е шега за Киро Григоров дека имаше АБС пластика во око. Го ваѓаше навечер чисто не го голтни. Пола од стварите за Силигни мора да истаиш. Са мајне поврати ги од. Назад процес е. Пола пластика, застарен, човекот. му треба време. Главен спонзор Лего. И охо. Секундарен лепак. Имаш во CV-то напишано за објавување на спешалот, ќе биде објавен во прав момент или како имаше напишано бе? Кој е за тебе прави момент да го објавиш спешалот? Кој ќе речам сега? Кога За мене. За тебе да, ама што би било тука фактор да влие за да биде добар момент и да го објавиш спешал? И како ќе изгледа тоа? Да се наспијам прво еднаш како Сакаш да се нас- не си уште наспан? Не, фиксно, години. Години не си Да, наспан. не. Немамо на редовно да речам 8 сати дека во 8 сати немам спиено години уназад. Затоа што тоа што го правам Скоро вистински го сваќам. сакам. Вистински, стварно. И Тие рачно не терет ти че што не спиеш, туку ти е секојдневие. некако така, да, апсолутно. Кога да очекаме? Ми е збора. Негде средина на февруари. Средина на февруари ќе прво некаков сегмент од тоа, да видиме тоа како тейзер некаков, и после цел, и после храброст издржи на коментарите долу. Денеска така сите Еј, вака, така. Глупци, не си сметен, умри. Да. Види, без нив не се може, па. Апсолутно. Јас имав едно видео, со дечината беше со Ана и со Алексеј. И еден долу пишеше неписмени. На видео со деца, златни деца, емисијата беше толку уба, културна. И тоа речник имаја. Речник имаја невиден, децата се злато. И ти долу пишеш неписмен. Неписмен. И сега јас пробам да анализирам каков човек со какво психичко стање може да напише на таков рил, па и цела емисија кој изгледал, неписмени. И јас му пишам, благодариме за твоето тотално небитно мислење. Толку. И тој пак се сили нешто, долу пиши, и не знам што му напишав, не е ни битно. И завршвам лавето, ти по 2 недели, 3 недели, уште еднаш пиши долу. Значи, Се преиспита. Се преиспита, не, се испита папагали напиша. Ама што сакам да ти кажам? работава, ништо сгреши. Дуле, од кај ми. Оти тој сакаше да испровоцира нешто веројатно, ама јас не му реагирам на начинот тој кој што сака. И што ми е финтата сега, тоест поентата. Тие таквите хетерите пак ќе се вратат да ти го изгледат. И со самото нивно гледање тие пак го Тие шират. прав поќе гледано Поќе гледано. од фаноите. Алгоритма. И ако успеваш ти да одолееш на тие коментари, ќе нема со кој да се скарат. Ама ти не можеш да му одолеш на тие коментари. Јас не можам да му одолеам, ама му враќам не на нивното посакувано ниво кој што сака да го продолжи, разбираш? И тука моментално таа неписменост е self-important дека јас заслужувам, затоа мислам дека многу малце од новиве генерации не да звучам како тетин некој на Свети Никола што дошол со бераки, не знаеш што зборови. А не пиеш. Тој self-important, значи порано јас Да, барем кога сум растел, егоцентрици тешки, да. беше дел од едно општество. Пример во средна школа, прва и втора година јас имам убиено по 2 денари цигари ја купувам за стари. Да. Трета и четврта со клоца, разбираш да ги ваѓаш од газгашите. Природна селекција. Да, бе, да. Ќе даеш чврги, ќе даеш чврги. Значи си бил дел од едно општество кај што или придонесуваш или се уназадвиш, или ако се уназадвиш останеш сам. Да. Валјда си на хероин. Али ако И ќе умреш. секако или бигорски. Или пригорски, да. Али ако денеска е дека ти Мило си најбитно и тебе никој овде не сме затоа што ќе оттагниме адвокатов и Матио и сите од затвор. Тоа е разликата кога сме растели ние да те излупе денеска да не е фрка. Можеме многу да правиме муаве за разликите од нашето детство. Да, апсолутно. Јас сум 87, ти си 89, Девето, тука сме, да. значи заедно Да. сме растеле и жално е што многу од овие денешните генерации нема ништо да доживеат од тие правување некои работи и вредности што постоеа, што сега ги нема. Да. Втор материјал спомна дека имаш. Да.
Кажи ми, планот ти е ова година да замениш исто како со првиот материјал? Да. За ова година ти е планот? Да, се надевам, значи сега овој материјал веќе го почнав, имам уште нов. Се надевам до октомври дека ќе добие својата финална форма во стилот како приказна, не како шоу, Добро. а поентата на турнејата е да го исполираш, да нема онај вишок шеги, што не, то се вика сало, наедноставно. Се што е вишок, значи да го искратиш, да дојдеш Јас како немам сало, немаш нема да го кажеш колку турнеи си биден ти, Со финишерка ќе го поговориш. Да. На турнејата. Значи, И пак снимање. Тоа е еден амерички принцип, како и да е, што лично мене ми е цела година го работиш материјалот, турнеја, снимање. И почвиме нов. И никој пат сега, од кој ќе го објавам, па дури од кога го снимав спешалот, јас нити една од тие шеги, ова Луи Сикеј го сакат. Конта дека 25 години терат еден исти материјал, колку и да е голем или мал, и викат чекај малце, ова нема логика. Напиши го, затоа што имаш предизвик, снимај го нов. Ова се фрлат во ѓубре, заврши во минатото, го објавуваш, го продаваш, не е битно. Е сега нова страна во животот и тоа е стравот. Така, и пак- Цело време да има нов. И пак на зима ќе одиш по турнеја. Да, апсолутно. Значи за зима си изгоре. Тоа е како се вика, тоа е Доживлејте зима. сезоната, не има сезона. Има сезона. Ладно е надвор. Крај веќе на емисијата е, многу затеравме. Ако имаш нешто, прашај го човекот и малце работи го праша. И што саки си го допрашам, Има кога ти ќе седнеме затреба? да касниме малце, нагладно велат не се. Шо? Гостинов се покаже. Водителиот двајца сака да се самоубие. Абе заебано е од таа страна кога ќе си овде двајца застанати, ама ние сме па многу пријатни луѓе. Тоа нема, затоа вака се понаша. Така да, ние сме веќе гладни, емисијата е веќе при крај. Да, сакаме да му се заблагодариме на братучето што ни беше гостин денес. Сакаме да кажеме дека се спрема вториот материјал, го спрема вториот материјал ова година, се надеваме пак на зима дека од ноември ќе си ја има турнејата. Првиот материјал еве ќе го објави за брзо, средината на февруар, па и тогаш емисијата така ќе оди средината на февруар, така да заедно може и тука и материјал. Ај, многу ми е мило што влегваш јако во имаме ние лавој во стендап комедијата. Тука и Никола, и Маријан, и Да. ред други. Респект за цела екипа, Тодоровски, Тешко е да влезеш Тино меѓу Атанас, такви. да, апсолутно. Респект Пошто за публиката веќе Да. очекува многу. Апсолутно. Може се врзва Забавно е, да. може се врзва па со еден или Секој секој двајца. свој стил без разлика, ма убаво е што знаеш влегваш на најако. Јас. Во екипата, браво. Па мора. Друг начин да ги доживееш сите тие моменти нема. Секогаш ќе бидете од некоја сейф позиција, малку така, подома шеги, кои што веќе ги научија. Не. Во жустрото некој што викам во источна да зборувам полека за ќе ме разбирате или не. Тати, викам тераме. Тоа е тоа. Па се надевам следниот пат кога ќе бидеш гостин ќе имаш една плејада од настапи и сето тој ќе збораме скрос на друго ниво. Тогаш се викам дека јас може ќе имам проба. Ајде, боцни и ти. Јас исто ќе ве советувам и да отворите на YouTube Нитро Цвај, има како што кажа Никола околу 70 епизоди. Да ги прелистате, да ги прогледате малце, има многу интересни теми на кои што пратмуваме на многу интересен начин. Да го гледам. На многу интересен начин, така да ќе го запознаете поиќе и братучедот, и Никола, и после понатаму се надевам и другата екипа. Гледајте Брчиме со Дуле, гледајте Нитро Цвај, реклами си Пижамчиња, прво едното, па другото, па едното, па чајче, па другото. Никола, Follow Зезалица, Никола, ало. братуче Силјановски, да го заследите на Инстаграм, му беше Пошто има хакиран. 600 му требат пријатели, ајде, ајмо. 600, 520, 530. Ама јас ги планирам 600, дури правевме муабет да се имат намножено. Не оди Или така. ќе ми ги набркаш и овие што се Не, сите не оди брзо. са бале ќе станам со Не, зашто не оди 40. брзо да имаш giveaway. Гивавај нема. Направи нешто за муфте, а преку ноќ ке 5-6. Првут. Овие она во папукон што е од мајца. Да. Е, таков гивавеј немало. Нема. Товатна од лагери, ама искористена. За таков giveaway во Берлин пара ке ти направи. Клјанка на кисела вода. Се гледаме, дечки. Чао. Чао, чао.